Оваа ланче е извадено од дишникот на 9-месечно бебе. Го вдишало додека се играло. Интервенцијата за отстранување на предметот успешно извршена во детската болница Козле. Обетки, игли, бисерчиња, кикирики. Богата е колекцијата на предмети извадени со бронхоскопија. Годишно во болницата, како и итни случаи со туѓо тело, завршуваат околу 250 пациенти. Повеќето се деца. Бронхоскопијата трае од умешноста на докторот. Значи имаме многу тешки состојби кои што беше шпенагла, кој што беше инхалирана под возрастна жена, кој што беше изваден за само неколку минути. Значи да не се извадеше таа шпенагла од дишното стебло, ќе завршеше на операција со пулмектомија. Со новиот современ апарат за видеобронхоскопија, овие интервенции ќе можат и да се документираат. Инаку во новиот објект на болницата двојно е зголемен бројот на пациенти. Оваа година имаме 20.000 пациенти до сега. За споредба, обично годината се завршувала со 20 до 22.000 амбулантски пациенти. Тоа значи, оваа година очекувањето е некаде овој број да се дуплира. Тоа говори за довербата која што има стекната оваа болница помеѓу пациентите и помеѓу граѓаните во Република Македонија и како што кажав, тоа е резултат на одличните инфраструктурни услови, но и на одличниот и посветен кадар кој што работи во болницата. Дури 70% од медицинскиот персонал во болницата Козле бил на обука во позната странска болница. Планот е во наредниот период сите вработени да поминат едукација во некој познат медицински центар во Европа.